и има една друга борба околу идентитетите, околу културното наследство, што се случува можеби малце повеќе или помалку далеку од очите на јавноста. Вие претпоставам сигурно знаете дека на пример кај нашиот источен сосед се целата македонска традиционална музика, нашиот фолклор, нашиот етнос на кој што сме многу горди, на кој што сме уникатни, на кој што малце вложуваме да го заштитиме, дека во Софија се истураат премногу пари за тие песни да се препеат и низ светот да се продава како бугарска музика. Во Нью Йорк 93-та, кога ме пратија да вршам пренос... Дали знаете за ова? Како да не знам. Гледам цел ден бугарски телевизии. Морам да знам што непријател да одмисли. Во Нью Йорк, во Нью Джерси, а и во Канада, што видов? Десетици бугарски телевизијски радиопрограми спеат само македонски песни и ора играат. Сум се унесвестил. Прашам, што е ова бе? Тоа што гледаш, вика. Како бе? Што не реагирате? Како да реагираме? Како да реагираме? Треба државата да реагира. Пред некој ден председателката, професорката Сигановска, се сретна во Тирана со нашиве таму луѓе во Албанија. Не им продолжуваат пасоши, нема доволно лекторати, нема доволно конзулати, она века, кога ќе се вратам во Скопје, мора да се отвори оваа работа. Ние не се грижиме за нашиве. Мицковски со право вели дека у Бугарија мора да има и македонец во тој комитет од 7-те малцинства. Ама зашто не каже зошто, тука донесов еден важен документ, зошто тој истиот Мицковски не побара од Венецијанска комисија и од комесарот за човекови права Совет на Европа Томас Хамарберг, кои што препорачуваат Бугарија да се го смени уставот, кај што ќе има заштита на националните малцинства. Тоа е сериозен документ. Значи, тоа треба македонската држава и македонската дипломатија да сиска кај стигне во свет. Ова е 2008 и 2009 година. Уште е пострашно. Уште е пострашно. Зашто, вели Мицковски, треба да ги спроведат 14 пресуди од Страсбур, што ги избоксува нашиот херој, Менкиновски адвокатот. А кога во МНР се прави испитување на кандидати за судија во Страсбур, Менкиновски го симнал од листа. Кај е тоа? Кај се чуло тоа? Бугарите се крстат со лева нога. Главниот херој што ги доби нашите пресуди во Страсбур, не го ставаат ни во тројката. Ја денеска го барам подпредседател на владата и му велам, во студио ми ветивте дека ќе ми кажете зошто влада нема одлука за кандидатите за судии. Ке ви јавам, после го барам, не ми дига телефон. Стојлковиќ. Добро, тоа е ваша интерна комуникација, на ваша одговорност. Ама не, во студио овде го рече тоа пред вас. Така, јасно ми е. Моето прашање околу овој документ е колку сега на нашата страна ќе биде практично да вадиме нови документи, да отвораме многу нови борби, кога едноставно да се распленуваме, туку да се фокусираме за тоа што ни е целта. Или пресудите, или гаранции дека нема да има нови услови. Што ако продолжиме сите и они ќе извадат некој друг документ, па ние трет, па четврти ќе се врте со документи, ќе се ги мериме. Колега, гаранција е изјавата на бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев, кој што рече Бугарија нема да има нови никакви барања. Неговата изјава ја обврзува државата Бугарија по меѓународно јавно право. Дали тој истиот министер еден месец претходно кажа дека ова е само почеток на тоа што треба да го исполни Македонија? Кажа. Сега на што да веруваме? Ама тоа не важи. А како тоа важи, ова не важи? Второто ја обврзува државата. На кој начин?
Еве, дозволете јас да не ги знам точно вие дипломатски работи, да попрашам, финеси, ете така. На кој начин го обврзува? Изјавата на министерот за надворешни работи на една земја, членка на Обединените нации, е исто кој да потпишал меѓудржавен документ, зашто на било кој арбитража или на било кој суд го добиваме тоа. И ја многу верувам дека ова е фактички последица на тајниот притисок на Америка. Зашто Америка нема се распава со бугарите или еден, да не го наречам аматер, еден бивши амбасадор. Тој вика, како ние очекуваме во бугарскиот парламент да се гласа за ратификација на Македонија. Тој не разбира дека нема да дојде Македонија на маса. Сите 6, 7, 8 држави ќе дојдат во пакет. Take it or leave it. Земи или остави. Ако е така и ако речеме дека тоа што го зборувате е објективна реалност, тогаш зошто нашата влада таква ти изјава и на Радев и на министерот за надворешни работи не ги прифати со воодушевување и да речат народе, истрпевме, се боревме и ги добивме гаранциите, одиме напред. Ама тие се прават дека нема такво нешто. Да можат да ја неуротизираат нацијата. Тие никој... Ама сега ги обвинувате дека се евроскептици. Кој? Па владата, дека намерно не сака да не... Нечат да го прифатат исказот на бугарскиот министер за надворешни работи дека завршена работата со бугарската обструкција. Зашто ја тврдам по интуиција дека за тоа стои Америка, Трамп. Зашто Трамп е многу жесток, нема шала со него. А она што е најважно, тоа дека бугарите во својата традиција се оптоварени со Македонија. 150 години таа приказна ја пеат. Како е? Токму заради тоа, малце, се извинувам што ќе кажам, можеби до некаде малце и наивно ми звучи ставот дека кажа бугарскиот министер и Радев кажа и тоа е тоа. Кога знаеме дека различни изјави дават, зависи пред кој медиум и за која прилика. Ама сега доаѓа, ние можеме ли да го смениме уставот? Можеме. Да. Ако не издржат, можеме пак да го смениме уставот. Можеме. Значи, лажат овие, не го признаваме тоа. Значи, кај нас е топката. Значи, џокерот е во Македонското собрание, а извршната власт е газда на собранието. Добро, дали доколку не поминат бугарските амандмани на гласањето на АФЕТ за извештајот за Македонија, ќе биде уште еден аргумент. Или тогаш ќе видиме кои се вистинските намери можеби на Бугарија, доколку останат тие позади овие амандмани нивни. Со кои што практично, ако ги поедноставиме, ни велат дека ви од 45-та постоите. Бугарско-грчката антимакедонска коалиција во собранието на Европа, ја мислам дека не е мнозинство. Е малцинство. 24-ти. Да. Уште има колку? 8 дена. Уште една недела, рече. 24-ти е и Хаг, председателката Силјановска, ке се види со Желјасков. Може да очекуваме нешто од тама? Може. Што? Желјасков ке рече, немаме нови барања. Тоа, што ке рече друго? Ако тоа регол и неговиот министер и неговиот президент. Ако е така, зашто тоа не се стави во документ, да речеме во некоја изјава унилатерална? Се, вие го тегнете јажето до крај. Апсолутно. Као што вика Мицковски, па сега чекавме 2 години господин Мегајдов. Ке чекаме уште 100 години, држава сме ние. Вика, бугарите мора да ги повлечат амандманите, да докажат дека не се против нас. Па кој ке му дозволи тоа? Тие се избрани на општонародно гласање. Што сака да каже Мицковски? Дека овие се слуги на владата, па може да ја командуе? Не е ова Македонија? Тие се 17 души, колку ли се, избрани од народ, да бидат европратеници на Бугарија во Европскиот парламент. Гласат како сакаат. Јавното мнение и во Бугарија, и во Македонија е неуротизирано. 80% во Бугарија се против Македонија и македонците. 80%. Дека ние сме нација... Дали сте против македонците или против политиката? Против македонците. Ние сме вештачка нација, така ги учат. Ние сме биле под бугарите од 1915 до
18 и од 1941 до 1944. 3 и 3, 6 години. Не поике. По Србите сме биле. Татко му бил Стефан Гајдовиќ. Неговите композиции пишува Стефан Гајдовиќ. Песми из моје домовине. Он бил јужносрбијанац. Па не станал србин. Кој се оженил со србинка. Погрешка. Тема број 5. Дали Али Ахмети го изигра последниот танц на македонската политичка сцена? Али Ахмети е политички мртовец. Само чекам да го соберат американците во Хаг за воен злостор. Ама 3 години веќе чекате и ништо да се случи. Ова е голема работа. Америка, као голема сила, го искористи УЧК као пешадија против Милошевиќ. Као што прави Израел. Со ракети и со бомбардери го симна они Милошевиќ. Не дојдоа доле, што викаат boots on the ground, чизмите на тло. Али Ахмети е политички мртовец, посебно сега што му се расцепи албанското ткиво. Меѓутоа шокиран сум вчера во собранието, мнозинството немаше Бадентерово мнозинство. Тој не е за изненадување, бројка. Не, значи Врен не е лојална партија или група во владиното мнозинство. Затоа, според мене, знамје карпа во мнозинството со ВМРО ДПМН. А овие се малку лево-десно. Тоа се докажа на пензиите за убиените овие бранители, а и сега вчера се докажа исто. Дали го гледате ракописот на Али Ахмети на одлуката на Таравари да излезе од владата? Тоа го гледам во вилата што ја доби во Тафталиќе. Вила од 500.000 евра, не може он да ја купи како професор по неврологија на медицински факултет. Не, дали е политички чекор на Дуи на определен начин да го натера Таравари да направи такво нешто и да ја разниша практично вреди? Да или не, како што мислите? Две причини има, надворешна и внатрешна. Имаше борба кој да биде лидер на новата партија. Тој е Чаир. Меджитин. Тој нема да му дозволи да биде он лидер. Кога он, Меджити, ко подпредседател на ДУИ, дигна меч против шефот. Он е херојот. А одпа мисли, јас сум професор, интелектуалец, кај ќе му дозволам на овој момче од Чаир да биде шеф, да ми биде мене шеф. Тоа е внатрешната работа. А од друга страна, Али Ахмети, како викаат евреите, тоа што не можеш да купиш со мали пари, можеш да купиш со големи пари. Значи, а не е дека толку политички мртов, односно искусно ги влече политичките процеси. Може коалиција да раситне, не е тоа, не може тоа да го направи некој што е политички мртов. Овде сум рекол, на сите светски академии војни се учи доктрината на Филип II, татко на Александар. Што вика? Не постојат толку високи и широки зидини, што магаре натоварено со 2 вреки злато не може да ги рипне. Просто. Значи не треба многу да си паметен, треба да имаш пари. Литература. Добро, и за една тема која што е многу важна и за која што претпоставувам имате секако многу размислување, а тоа е чекорот на Македонија да влезе во стратешко партнерство, договор за стратешко партнерство и пријателство со Велика Британија. Не сум сигурен дека точно го изговарам договорот. Тоа што е важно е дека тој се подготвувал наводно подолго време, меѓутоа тој доаѓа сега со една плюс финансиска клаузула и Македонија практично во еден залак, ако се верува на владата по поволни услови, ќе ги направи сите оние проекти кои што со децении се чекаме. Зборуваме Македонија коренично да биде држава каде што ќе се вкрстуваат паневропските коридори. На железничка станица во Скопје ќе се вкрстува, тоа е значи фасцинантна положба и чебрини галишта. Имам амандман. Ајде. Случајно гледав интервју на бившиот подпредседател на влада Битичи, дека негово дело е преговорите со Велика Британија.
не е на Мицковски и на неговиот тим. Зошто не знаевме тогаш? Па не знаеме, пошто вие све што ќе украдат го кријат. Сега да кажете дека зад грбот на позади грбот на граѓаните се договарале такви работи? Еве, кога ќе завршиме, ќе отвориме 360 интервјута на Битичи. Не, добре, ти верувам. И што е се пробам да ја анализирам таква што е најстрашно. И јас на 31. јануари 98 година му возложив на премиерот Црвенковски средба со францускиот финансиски врв за долина на река Вардар. 3 конзорциуми му нудеа по 5 милиарди долари за 15 хидроцентара и брза пруга. Го слушам вчера потпредседател на влада на 3 октомври лани, кај што говори дека он ке правел пруга Табановци, Куманово, Свети Николе, Струмица, не знам, Миравци, кај што кида е пруга 200 на сат. Не малце утнавте трасата, ама уред. Само еден момент. Ајде. Само еден момент. Од Струмица до Миравци. Не, само еден момент. Еве го. До Солон со 200 км на сат. Еве го транскриптот од неговиот интервју. Да, ме го читале, тој имаше безброј пресконференција. Значи нема шала. А сега ќе терале работава по старава траса. Јас сум учел граѓевина, 2 семестра железници. Како може по стара траса да се прави 160 на сат? Далеко од памет. Добро, ма треба да кажете целата изјава, кога што он вели дека на некои места, дека претежно целата траса ќе се израмни, да нема толку големи кривини за да можат возовите брзо додат, и на некој место ќе се крене нагоре за да не се препречи еден друг проект кој е многу важен. Нагоре само што го рече, тоа е вистината, француската варијанта. Значи Табановци, Куманово, Свети Николе, Штип, Струмица, Миравци, Солун. Ги гледа Солун. Тоа е, еве го. Вика, од до Солун со 200 километри за 2,5 милиарди. А потоа, кога го стиснал шефот, нова приказна кажува. Значи, ке правеле нова пруга една, а старата ке ја дотерувале. Па може ли од стара баба да се прави нова мома? Не може такво нешто. Зашто јас сум учел. Значи, овие успоните и кривините, тие се што прават брзина, не прагови, значи теорија нема. Чебрени галиште ќе го правиме очигледно сами, нема Грција да го зема, дали вие бевте многу Чебрени галиште, критикувавте. Само ако ги замолиме французите, они да ги направат сите 15 централи и брзата пруга, ТЖВ. Тие се мајстори. Кои се први во свет што го зема? Како французите, нели сега со британците тоа ќе го прават? Британците не, британците само даваат гаранција. Ја не сум чул некој да добие пари од Британија. Зашто вчера министерката побара од 22 корпорации пари. Зошто? Зашто не ги зема од Британија? А она само се крсти и вика, ни сум видела проект, ни сум видела физибилите проект. Се крсти жената со лева нога. И дали да потпише, ако не, ќе избрка тоа. Дали според вас е поголемата слика, дали е најголема измама за мене. Ке се види, нема лажење. Нема лажење. А истото го велевте за Бехтел Јенка, дека тој не големата измама. Исто велевте за Чебрени галишта. Бехтел Јенка е американски проект. Со нив нема шала. Ама вие од ова студио велевте дека тој не големата измама. Потпуно истите реченици ги потребував. Ама Америка тоа го брка. А ова не е Америка, ова го прави македонска влада. Со потпишан договор. Ама сега вие во овој момент велите, ако не лажат американците, тоа се американци не лажат. А наши ако не лажат, тоа македонска влада. Момент. Се парафразирам. Момент само. Прво, тоа не е Бехтел, тоа е Бехтел Јенка. Тоа го правиле, тоа. Во студио ми дошол мене газдата на Енка, кој се вика Тарик Шара, што учел школа со Ото Ташковиќ, кога сакаше Ото Ташковиќ да прави Шератон. Ама тоа друга приказна. Иста овој конзорциум и во Србија, и во Босна, и во Црна Гора, и на Косово, истите такви напумпани ги имаше бројки. Место 500 милиарда. И пошто американско вие чутат.
дали кога ќе почнат да се прават овие проекти ќе идеме поинтересни за Европската унија, бидејќи до ова студија многу пати се велело дека нас никој не сваќа сериозно, бидејќи немаме реално што да ја понудиме на Европската унија, дали како крстосница на меѓународни коридори ќе бидеме поконкурентни на Кина политичкиот има пазар. проект 17 милиарди долари Белград-Солун канал. Со оваа пруга што ја прават талентиве, нема такво нешто. Нема не Чебрен, бившиот премиер Ковачевски и Мицотакис јуниор потпишаа договор преклани за 850 милиона евра Чебрен. Овие мои професионалци што се занимаваат со тоа велат, ова е невидна плячка, зашто таа брана, тоа кошта 250 милиона евра, сакаат двајцата да украдат по 300 милиона евра. Сме имале две големи конференции во 1919 и во Стопанска комора, кај што говореле најголемите експерти на оваа тема, меѓу кои ја. Значи, ова е сериозна работа. Апсолутно дека е. Мојот професор по математичка логика, Јонче Јосифовски, велеше, не се крие минаре во торба. Утре ќе се види тоа. Ќе ве вратам сега се едно прашање, имам уште 5 минути, што не знам дали свесно или несвесно ми го одбегнавте, а што е многу важно, можеби најважно во овој момент, е тоа дали вие со вашето искуство политичко и способноста да ги анализирате интелектуално. Ете така, новинарско интелектуално, гледате дека после големата трагедија, дека конечно, се ќе го повторам истото прашање ми одговорите, дека почнува да се менуваат процесите и начинот на кој што функционира државата. Ама не кај власта, кај народот. Зашто овие несрекници што изгубија живот во Кочани и нивните родители и роднини што секоја сабота шетаат и протестираат, тие херои за мене, као што студентите во Србија ќе гурнат режимот на Вучич. Значи, тие се за мене моторот што ќе биде придонес Македонија да почне да се европеизира, што рече професорката Сигановска во Тирана пред некој ден. Наместо Балканот да се европеизира, што направи Европа? Европа се балканизира. Се согласувате дека е така? Нека ви е среќен роѓенден. Фала ви. Имаме време. Мало внимание. Да. Завчера бев во Стоби. Не во Стоби, во Ваташа. На комеморација за младиве деца. Се потресов. Еве го. Па ке кажат бугарите да не биле они фашисти. 12 деца ги фатија, ги стрела пред цел народ. Невидена работа. И јас сум бил во... Не е важно. Не повелите да кажете. Чујте, најголемиот бугарски драматург во една емисија, најгледана, го провоцира новинарот Младко Васеден, му викал, во Македонија почна не да не тепаат, да пукаат. Вели, дете, вика, имаме ние 3 големи гревови. Ги потикнавме на Илинденско востание, што беше катастрофа, па ни протестно писмо не му напишавме на султанот. 913-та ја расцепивме Македонија, а сега нашиве сакаат да ја земат и Вардарска Македонија. И трето, по наредба на Хитлер, 200.000 бугарски војници го окупираа Балканот, од кои 50.000 ја окупираа Македонија и ги стрелаа оние 12 дечиња во Ваташ. Последно прашање. За ова лето. За ова лето, да. Зборувавме многу околу борбата против криминалот и корупцијата, бидејќи многу често тоа граѓаните го кажуваат како најголем проблем. Сите меѓународни извештаи тоа го покажува. Гледам изминатиот период на голем број полициски акции, практично секоја недела некој се апси. Сега пак одам на тоа прашањето, дали е тоа почеток на тоа како треба да функционираат државите во борбата против криминалот и корупцијата? Ја неколку пати во студио сум рекол дека мојот велешанец кој работи кој атомска мрка 247 горе-доле го очисти подземјето во Македонија, што е голем успех. Тошовски, некој вика Ташковски.
Значи, тој си го заработал левот најпоштено. Меѓутоа, ова што ги прикриваше своите избор јунаци во Штип и во Кочани, тука скрши нога. Добро, колку е сериозно за државата што имаме опозиција моментално со Опозиција немаме. Како не сега не треба да ја подцениме СДСМ? Опозиција немаме. Затоа што шефот на опозиција е компрометиран со тие болниците што ги градеше од запалив материјал. И ја мислам дека овие му спремаат катил Ферман и ќе го затворат. Нема одбрана. Он има големи гревои. Не само тие што се парите околу лековите за ковид, него болниците 3 милиона евра даде за колку 13-14 болници кои што се хартија. Хартија. Го прашаат од кај ти е златна виза во Дубај? Од каде? Од плата као професор по неурохирургија не може од тоа да се. Добро, меѓутоа тоа, ако е така како што велите, нека и компрометиран како што велите вие на некој начин е лидерот на Па слушам што збори власт. Па сега власта секогаш за опозицијата Они вадат факти. Факти вадат. А тука нема шала. Добро, што треба да се случи тогаш таму кај опозицијата да застане на нозе, бидејќи нели викаат дека влада без силна опозиција тоа е демократија. Помалце добро функционира или по-лоша да е. Сега на локалните избори опозицијата има шанса да извади некомпрометирани луѓе кои што можат да победат во општините кај што ќе ги делегираат или конкурираат, бидејќи на многу места власта се обрука. А тоа што сега велат со ребаланс на буџетот ќе им ги дале парите што наводно им ги додоа пред пола година од заемот од Унгарија. Да каде се обрукале како што велите? Па што има да го чекаат они ребалансот да им ги дадат парите на општините, или на предпријатие. Зошто? Али мислите вие дека е тоа доволен аргумент за некој да гласа вака или така? Па тие во општина луѓе што треба да гласаат, гледаат дали власта лаже или не лаже. Цела година ги мунтра со тој заем од Унгарија, 250 на општините, 250 на предпријатијата, така? А што е тајната? Зошто оваа власт, што сака да биде европска, проевропска, светска власт, не направи децентрализација фискална? Што има да им дава они пари на општините? Општините сами си ги заработуваат парите, а власта во центар им ги зима пари. Добро, многу пати од ова, кога зборуваме за борбата против криминалот, многу пати од ова студио велевте, денеска кажавте дека без Европска унија ние немаме шанси ништо да направиме, а меѓутоа друг пат сте велеле дека без донесување на закон или некакво тело што ќе го испитува потеклото на имотот на политичарите и на другите јавни функционери, ние не можеме никогаш да имаме сериозна борба против корупцијата. Точно. Има најава за формирање на некое такво тело. Зашто ново тело? Нема потреба од ново тело. Законот што го предложи бившата комисија за антикорупција беше брилијантен, ама во влада го разводнија. Ама тоа вие така мислите. Може тие мислат дека ова е начинот на стварно да го направат тоа. Големиот Наполеон Бонапарта што вели? Ако не кажеш да го решиш проблемот, направи комисија, готово. Што има потреба од ново тело? Павле Тренов, мојот пријател, 100 години нуди агенција за декриминализација. Зашто тоа не го направија? Зашто? Тоа е фантастичен проект. Добро, не верувате дека ова ќе профункционира или дека немаат искрени намери за ова да се случи? Ако не сакале, зашто воопшто би правеле? Нема, драги мој колега, нема некој јавен притисок многу да се зашто немаат. Треба да се апсат меѓу себе. Сите тие имаат, што викаат србите, путер на глава. Имаат фирми, вамо имаат фирми тамо, да не отвараме сега нова тема. Не ворете, затоа што многу се коментарите во јавност кај граѓаните се дека практично политичарите во Македонија, повторно ќе кажам,
на 30 години дека успеа да се креираат свој свет, свој систем, каде што тие се функционираат, се држат пресконференции кои што се најчесто наменети или за политичкиот опонент или за нивното членство да го мотивира, кој што граѓаните опште не ги слушаат веќе и дека креира еден свет каде што тие меѓу себе ќе се обвинуваат, а работите ќе се течат и ќе се живеат комотно. Колега, многу ми е срамота кога гледам Мицковски, чита. Сите читаат. Не. Сите читаат. Нема на запад читање. Не, сите во Македонија читаат. Ама што е тоа? Татко ми мој ми рекол, уште кога бев млад, кодиш на конференција, добро да се подготвиш. Второ, немој да читаш. Зашто да не читам? Ке мислат, јас сум ти го напишал текстот. Тој што знае да говори, кога беше сега изборот во Америка, Трамп, Камала Харис, нема читање. Сенатори, конгресмени, гувернери, нема читање. Во собрание, во парламент, кога говорат, во конгрес. Никој не чита. Тоа значи од него излегува. Негово е тоа. Добро, уште ова дали резултатот на изборите, посебно сите велат дека поинтересно ќе биде кај албанскиот политички блок, дали доколку евентуално дуи освои поголем квантум на гласови од влен, дека ќе биде зголемен притисокот да бидат дел од владата. Дали ќе се засили оваа наратива и ова форсирање на етнички прашања повторно? Влада прави Мицковски. Кого сака става, кого сака вади. Он има 58 со знам 64, тоа е челик влада. Зашто? Порано беше влада 61. А овие врен, малку лево, малку десно, несигурни. Меѓутоа, народот во албанскиот блок е огорчен на Али Ахмети, што стана милиардер, се збогати он и неговата фамилија, а народот албански остана бос. Ја имам информација, 30 милиони долари собрале албанските селеници во Западна Европа после војната УЧК против Македонија. Парите ги земал Али Ахмети и не ми ги дал на убиените и ранетите учки. Од тогаш му го собираат. Па од тогаш на сите можни избори има огромен број гласови и практично победува. Да, ама тоа население ги носат ко овци, цели фамилии 20-30 и тој газдата, он ги пополнува. Добро, сепак е личности да не употребуваме такви термини. Се извинам. Сепак мораме да бидеме реални дека се работи за луѓе кои што се помалци повеќе. Не, сакам да кажам, само го прифаќам извинувањата. Сликата ми е стои пред глава. И тоа и ти од мака го прават, затоа што некој добил работа, некој очекува дека ќе добие работа во такво систем живеат. Што да прават? Ги делат истите проблеми со нас. И тие се иселуваат исто како нас. Еве, кога возам за Охрид и од Охрид еднаш годишно, од Сарај до Охрид, една куќа нема светло во албанските села. Све е одселено. Таква има и во Источна Македонија, има и во Западна Македонија, делим исти проблеми и бараме исти решенија да се надеваме дека некојаш ќе заслужат. Господине Гајдов, ви благодарам за ова интервју. Колега Гајдов, се видиме на 5 октомври. Ви благодарам многу. Останете со добро здравје. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.